My fun username was taken, тоа беше корисничкото име и прашува дали може да кажеш начин на справување со емоционално јадење. Ова е емоционалното јадење е комплексна работа, не е нешто што има 7 чекори за како ти да се справиш, но има насоки со кои што може да се справиш. Пред се треба да се гледаш од страна и да осознаеш кога и зошто се јавуваат можеби тие празнини кои што те тера да ги надополнуваш со храна. И пред се емоционалното јадење е надополнување на некаква празнина и затоа што храната на повеќето од нас не е некаква комфорт зона, најчесто прибегнуваме во јадење, но разликите кои што треба да ги увидиш пред се да разграничиш што е физички глад со емоционален глад и разликите во науката, баш и ќе ти ги прочитам точно кои се разликите меѓу физичкиот и емоционалниот глад. Зборуваат за тоа дека на пример физичкиот глад се развива многу побавно, додека емоционалниот глад е нешто што е многу некако се јавува од ненадеж и е екстремен, некако екстремно, наеднаш си многу гладен. Физичкиот глад, за разлика од емоционалниот глад, дозволува да имаш избор на различни продукти, односно што значи тоа? Кога ние имаме физички глад, така, секојдневно имаме избор на различни продукти и многу често во текот на денот ние одлучуваме дека слушај, денес сум гладен, ама нема да го јадам истото што вчера го јадев, туку некако ќе имам тенденција да го променам нештото. Ако вчера сум јадал грав, денеска можеби ќе јадам ориз со копани. Ете, класичен пример. За разлика од тоа, емотивниот глад некако има тенденција да те води константно кон слични продукти, а тоа е најчесто процесираната храна. Таму ги наоѓаме задоволствата во случаеви со емоционален глад. Исто така физичкиот глад, за разлика од емоционалниот глад, ти носи после одредено време сензација, односно чувство на ситост, за разлика од тоа емоционалното јадење некако го нема тоа, знае да биде во некаков циклус, а тоа значи јадам затоа што сакам да пополнам некоја празнина, подоцна се осеќам виновен, па повторно посегнувам по јадење и тоа е некој круг кој што нема крај. Насоките од науката се дека прво нешто што треба да направиш е да си свесен дека тоа ти се случува и да не се обвинуваш дека константно дека погрешните избори треба да те носат во се подлабока и потешка ситуација и затоа не е ништо страшно пред се да побараш и помош од стручно лице. Втора работа е да си водиш дневник, односно да запишуваш кога, во кои делови од денот или после можеби какви настани ти се јавуваат тие емоции кои што ќе те носат кон јадењето и да се обидуваш да ги препознаваш емоциите. Значи, овде подразбира да правиш буквално истражување на себе си, на тоа што го чувствуваш и ти се случува во текот на денот и водејќи дневник на емоциите и водејќи дневник на исхраната ќе имаш многу поголема моќ во смисла да се гледаш од страна. Затоа што кога ќе се видиш од страна, малку веќе ќе добиеш поразлична перспектива за себе си и ќе имаш поголема контрола, за разлика од сега. Медитација и практикување на јога се дефинитивно работи кои што веќе и науката ги преферира, затоа што ќе ти дозволи да излезеш од себе си, односно да ја исклучиш главата и да ги исклучиш емоциите и да се доведеш во некоја ситуација на себе посматрање. Затоа тие две работи гледај да можеби ти станат дел од животот. Второ, гледај да таа празнина ја пополнуваш со подобри навики, односно кога имаш можеби емотивен пад, не оди кон јадење на процесирана храна, не оди кон посегнување по цигари, туку оди кон други навики. Пополни ја таа празнина со планинарење, со пешачење, со разговор со некој твој пријател. Значи, воопшто нема ништо лошо да споделиш емоции со некој. Не е во ред да се жалиш некому, но нема ништо страшно да споделиш со некого како се чувствуваш и да слушнеш од друг дека сепак се работи за човек кој што е најнормален со емоции, со можеби животни ситуации и во тоа нема ништо страшно. Затоа
секој од вас кој што се соочува со тоа, сепак ја не сум човекот кој што треба да го зборува ова и да споделува. Најдобро е да се обратиш кај стручно лице, да ти помогне со емоциите и со мал разговор, но во секој случај пред се, за да се охрабриш да го направиш тоа, прво сподели со твоите најблиски како се чувствуваш и почни од таму и почни со запишување, со водење дневник и со себе посматрање. Нема три чекори како емоционалното јадење да го прекратиш, но има начини како да почнеш да одиш во добра насока, затоа што секој од нас, ние луѓето сме емотивни суштества, тоа е сосема нормално, нема ништо страшно, секој од нас се наоѓа во емотивни премрежи, особено овој период кај што е многу неизвесен и турбулентен, но сепак не смееш да одиш во подлабоки форми на емотивно растројство.